ова издание на емисијата Нега и здравје го посветуваме на масовната вакцинација која што се спроведува во нашата земја со акцент на регионалниот центар за вакцинирање кој што се наоѓа во спортската сала во медицинското училиште во Тетово. На терен дојдовме да видиме како се одвива процесот на вакцинација и ќе разговараме со стручните лица кои што се задолжени за вакцинацијата да се одвива непречена. Масовната вакцинација во регионалниот вакцинален центар во Тетово започна на 3 мај. Како беше одзивот од тогаш до сега и како тече целата постапка? Така, регионалниот вакцинален пункт Тетово започна со работа на 3 мај. Во почетокот одзивот, искрено да кажам, беше помал, но како што поминуваат деновите, значи одзивот е многу поголем. Значи процентот е на пријавени и повикани со мој термин граѓани да се вакцинираат драстично е зголемен последниве денови, така да тоа може и да го погледнете, предпоставувам, надвор. Значи до сега, до сабота заклучно во овој регионален пункт се вакцинирани 4000 граѓани од Тетово, Гостивар и регионот што е опфатен, значи и граѓани што го избрале Тетово како вакцинален пункт каде што сакаат да се вакцинираат против ковид. Постапката, значи, оди со тоа што граѓаните се пријавуваат на вакцинација МК, тоа е сајтот од владата и од Министерството за здравство, преку кој изразуваат интерес за вакцинација. Сите тие граѓани што се пријавени на сајтот вакцинација.мк се исконтактирани според планот за вакцинација што го изработи Министерството за здравство. Бројката и годините, значи, се менува од ден во ден. Значи, во вакциналниот пункт во здравствениот дом започнавме да вакцинираме со лица над 77 години. Значи, таа бројка секојдневно паѓаше, стигнавме некаде до кај 70 години. Потоа сите тие лица се префрлени во овој регионален здравствен пункт. Таму имаме извакцинирано 1600 граѓани. Со овие 4000, значи, во Тетово се извакцинирани заклучно со сабота околу 5600 граѓани. Така, покрај граѓаните може да се вакцинираат и лицата од така наречена критична инфраструктура. Тие како можат да дојдат? Дали треба за нив термин или можат да дојдат? Значи, здравствениот персонал од државните или јавните здравствени установи, од приватните здравствени установи, лаборатории, аптеки, сите тие можат да дојдат со потврда од институцијата каде работат да се вакцинираат во било кој термин. Така. До сега колку граѓани се пријавиле во овој регион за да се вакцинираат во Тетово? Значи, пред почетокот на масовната вакцинација во Тетово имаше пријавено 10.800 граѓани точно, но тој број од ден во ден драстично се зголемува. Сега во моментов немам точна бројка, но бројот е многу поголем. И граѓаните многу повеќе ги почитуваат термините и доаѓаат да искористат можноста да се вакцинираат, што претходно и не беше таков случајот. Што е со повозрастните лица или оние кои што немаат пристап до интернет за да дојдат до вакцинација МК, на кој начин можат тие да се пријават? Дали преку матичните или нешто ќе преземете некои други активности вие како здравствен дом? Така, значи регистрацијата одеше и преку матичните лекари, но од денеска во соработка со општината Тетово, бидејќи се они задолжени
за логистиката и за организацијата, здравствениот дом за вакцинацијата, значи ќе направиме еден пункт каде што ќе можат сите повозрастни лица или недоволно едуцирани за користење на интернет и волонтери обезбедени од општината ќе може да им закажат термин или да ги пријават на vakcinacija.mk за полесно да дојдат и да се добијат термин за да го искористат можноста за вакцинација. Така, дали има доволно медицински кадар? Да. Има доволно медицински кадар, значи со тоа што имаме доволно и да потрае ова вакцинирање, може да се ротираат, значи не е никаков проблем, доколку има потреба, ќе се ангажираат дополнително и од другите здравствени институции што гравитираат и го покираат овој здравствен вакцинален пункт. Така, во однос на вакцините, сега нели се вакцинира со вакцина од кинеската компанија Sinopharm. Имавте пратка, првата беше од 4200 чинам. Дали има нова пратка, се надополнува ли? Да, 4200 и добивме дополнително уште 2100 вакцини, така што во моментов, значи, на располагање имаме отприлика околу уште 2-3 и таа се надополнува, значи, според нашите потреби. Министерството за здравство преку системот Мој термин го следи тоа и благовремено интервенира со дополнување со вакцини. Така, целиот процес на вакцинација тече нели со добра организација. Кој се е вклучен, бидејќи нели и армијата и полицијата се вклучени? Така, армијата, полицијата, значи имаме волонтери, Црвениот крст, Советот на младиот општина, АРАМА, МВР и студентите од медицинскиот факултет при ДУТ и вработени медицински персонал од здравствен дом Тетово. Значи повеќе институции се вклучени за и бидејќи ова е сепак голема и масовна организација и ниедна институција сама не може тоа да го постигне. И за крај на овој разговор една порака до гледачите? Значи, мојата порака е да се пријават за масовната вакцинација, значи сајтот е изрекламиран и сите го знаеме, значи vakcinacija.mk, мора да се пријават и многу брзо ќе добијат термин сите, бидејќи Министерството за здравство континуирано обезбедува вакцини. Разговараме со Ахмет Ќазими, раководител на секторот за јавни дејности при општина Тетово, кој што е координатор за вакцинацијата во Тетово. Господине Ќазими, како се одвива процесот на вакцинација во Тетово? Процесот се одвива во најдобар ред, според планираното. Имаме голем одзив на граѓаните од Тетово и Тетовско и пошироко, така да досега сме задоволни од текот на реализација на процесот на вакцинација. Која беше обврската на општина Тетово за да се организира овој цел процес на масовна вакцинација? Со одлука на влада беше решено да во Тетово се отвори регионален пункт за вакцинација и каде што беа поделени и обврските на институциите кои што се задолжени да го реализираат овој процес. Општина Тетово беше задолжена да определи место каде што би се одвивало овој процес и со така одговорни бевме за обезбедување на сите технички потребни услови за реализација на вакцинацијата, како и информатичкиот дел и делот на
обезбедување на административен кадар, на волонтери и координација на работите со другите институции. Во рекорден број, значи и во рекордни денови од 5 дена ние го оспособивме местово за вакцинација со поставување на 18 пункта за вакцинација плюс и место за итна помош. Се обезбеди и систем на IT технологија која што треба да биде со висока квалитет и со многу брз интернет и тој систем се воспостави во рекорден термин и се обезбедија и другите чинители кои што се неопходни за реализација на процесот. Исто така овозможивме контакти со другите релевантни фактори кои што се битни во процесот, така да како општина Тетово се уште го координирам целосниот овој процес и од тоа што може да го видиме и од делот на улогата и на другите институции, сите безпрекорно си ја вршат работата и без застој тече масовно вакцинацијата. Колкава ангажираност е потребна со оглед на тоа дека нели се работи во 2 смени од 8 утрото до 20 часот, колку вработени и кој се учествува во процесот на вакцинација? Во процесот се вклучени општина Тетово, вклучен на Тетовскиот универзитет, поточно факултетот за медицински науки, вклучен е Црвениот крст, волонтери од Средното медицинско училиште и здравствениот дом со целокупниот нивен екипман. Така да севкупен број на лица кои што се вклучени во моментот секој ден во пунктот за вакцинација надминува можеби 150 ангажирани лица кои што секојдневно тука го поминуваат денот и реализираат масовната вакцинација на Тетово и на поширокиот регион. Како сте задоволни од интересот на граѓаните досега? Од ден на ден се зголемува заинтересираноста на граѓаните. Првично првите денови беше заинтересираноста помалу, значи бројката беше 600, 700, 800 вакцинирани, така да во последните 2 дена имаме бројка која што е близу 1000 вакцинирани дневно. Денес го очекуваме оваа бројка да надмине бројот на 1000 вакцинирани, така да од ден на ден се зголемува и за кратко, за 2-3 дена ќе го достигнеме максимумот кој што е предвиден за овој пункт, а тоа е 1500 вакцинирани дневно. Со ова темпо и со зголемување на свеста на граѓаните за поголемо пријавување во мој термин и во веб адресата www.vakcinacija.mk, што е можно повеќе граѓани од Тетово и Тетовско да се пријават за вакцинација и што е можно побрзо да се достигне тој степен на имунизација на колективен имунитет и со тоа да се вратиме на нормалното функционирање и нормалниот начин на функционирање во нашиот град и во околината. Што направи општина Тетово или што прави за да се подигне свеста на населението дека имунизацијата е единствен спас нели од пандемијава и од вирусот? Значи од првиот ден на појавување на пандемијата ние цело време сме многу активни и во делот на зачување на јавното здравје и во делот на преземање на мерки за намалување и за спречување на проширување на пандемијата и сите овие координации што се направија во под патронаж на градоначалничката, каде што беа вклучени сите релевантни институции во градот и пошироко се направи координација за да ги реализираме работите што е можно подорбо и што помалку да има присуство на вирусот во Тетово и во околината. Така и ангажманот на здравствениот дом, на клиничкиот центар треба да се похвали во оваа ситуација. Немавме ситуации каде што се исполнија капацитете на клиничниот центар. Цело време се правеше и дезинфекција на јавните површини. Исто така се работеше и во градинките, во училиштава. Секојдневно се следеше ситуацијата и се почитуваја протоколите за да немаме масовно проширување на вирусот и на пандемијата. И така да се обидувавме на некој начин да бидеме цело време активни за да има што е можно помалку
ширење на пандемијата во нашиот град. И одзивот и подготовката на овој пункт и тоа како се реализираат работите во пунктот не задоволува и се надеваме дека што е можно побрзо ќе го достигнеме таа бројка што ќе биде за нашиот град задоволителна за достигнување на тој степен на масовна имунизација на граѓаните. Така, бидејќи ова е регионален центар нели за вакцинација, дали само од Тетово се примаат пациенти или од другите градови кои што се во Полошкиот тука регион? претежно се примаат пациенти од Тетово, Полошките општини, Гостивар со општините кои што се од Гостиварскиот регион, има пациенти кои што ни доаѓаат од Кичево, Кичевско, како и пациенти од Дебар. Во последните денови пристигаат и пациенти од Скопје кои што се пријавуваат за да се вакцинираат на пунктот во Тетово, но за нас е примарно да се прифатат лица кои што се од Тетово и Тетовскиот регион, затоа што пунктот е наменет само за граѓаните на овој регион, зашто во целата држава отворени се неколку пункта кои што се наменети за граѓаните од тој регион, како и Скопје функционира со пунктот кој што е во Борис Трајковски. Така, дали од локалната самоуправа вработените дадоа пример, се вакцинираа ли? Вие лично дали се вакцинирате и кога планирате? Оди по возрастна група, така да јас прележав ковид пред извесен период, се пријавивме сите вработени од општина Тетово за да се вакцинираме. Веќе по возраст доаѓаат колеги кои што работат во општина Тетово и кои што веќе еден по еден се вакцинираат. Од тоа што сум известен од службите за човекови ресурси, скоро сите вработени од општина Тетово се пријавени за вакцинација, но чекаме да доаѓаме со возрастна група. Предност имаат оние повозрастни граѓани, сега сигурно бројката денеска е 60 и плюс возрастна група. За нас помладите деновите сигурно ќе дојде редот и ќе се вакцинираме денот кога ќе бидеме поканети во мој термин. Се почитуваат оние упатства од Министерството да не се расипа редот и сите како совесни граѓани во моментот кога ни доаѓа терминот, во тој момент ќе се вакцинираме. Така, и на крајот на овој разговор еден апел или една порака до гледачите? Значи, мој апел е до сите граѓани на Тетово и пошироко да се пријават на мој термин, да се пријават на вакцинација.мк, затоа што само на тој начин може да се дојде до термин за вакцинација. Во случај на пријавување, за 2-3 дена се добива порака од матичниот лекар и се добива и термин за вакцинација, нема застој. И друга порака е да се придржуваат на терминот кога треба да се вакцинираат, за да не се свара ред пред пунктот за вакцинација, затоа што ако секој доаѓа во терминот за вакцинација, тогаш за 10 минути се завршува целокупниот процес. Ако доаѓаат порано или подоцна, се ствара непотребна гужва пред пунктот за вакцинација, тоа е непотребно зашто секоја собирање на поголема група на граѓани може да биде и како еден извор на вирус. Целта на пунктот е тоа да се сузбие, целта на пунктот е да се сузбие вирусот и така да сите граѓани првично да се пријават, а второ, откако ќе се пријават, кога ќе го добијат терминот, да се придржуваат на терминот кој што го добиле по порака. Јас сум Санда Србиновска, долгогодишен новинар, сега сум во друга професија, меѓутоа она што сите не интересира е вакцинирањето. Решив да се вакцинирам затоа што безбедноста сопствена, но и безбедноста на семејството сакам да ги заштитам и да бидам
она што би рекле условно нормално функционирање, да бидам дел од тој нормален живот. Секако маските нема да ги извадиме, маските ќе си останат наше секојдневие, но тоа што на сите ни е потребно е барем некаква сигурност, а таа сигурност во поглед на здравството и здравието секако е вакцината. Од секогаш сме се вакцинирале за различни болести, за различни заразни болести. Овој пат дојде пандемијата и можеби бргу ни дојде целиот овој процес, но сепак без вакцина според моје мислење не би успеале да се избориме со ова зло на 21. век. Јас сум Јакимовска Стојка, се чувствувам добро, ја примив вакцината и сум благодарна за вакцина. Зошто се одлучивте да се вакцинирате? Бидејќи сум у ризична фаза и би препорачала сите да се вакцинира, да ни појде на добро. Имран Кадрил, Така, ја примивте да вакцината? ја примав, Како се чувствувате? е во ред, супер. Зошто се одлучивте да се вакцинирате? Сите се вакцинираат и јас морам и заради болеста што е нормално. Така. Што мислите за процесот на вакцинација? Како го оценувате? Супер, добро, без проблеми. Зоран Билбиловски. Како се чувствувате по примената вакцина? Добро, нормално. Дали препорачувате до другите лица да се вакцинираат, бидејќи нели тоа е единствениот начин за спас од пандемијата? Слушајќи го здравствениот систем, лекарите, значи спасот оваа чума е само тоа. И мислим трезвено сите треба да осватиме тоа. Како ќе го оцените процесот на вакцинација тука во Тетово? Многу добро организиран. Дали операти, вет. Како се чувствувате по примената вакцина? Por моментен мир. Добро, значи добро. Добро. 58 години имам, Весна Миновска од Тетово сум. Се чувствувам одлично и препорачувам сите да се вакцинираат за здравието на најблиските и за себе. Да се заштитиме. Една оценка за процесот на вакцинација тука во Тетово? Одличен. Јас сум Спировска Фима, имам 58 години, за сега сме добро и мислам и понатака ќе биде, да се надеваме. Зошто одлучивте да се вакцинирате? Па сега за да се спасиме, животот да си го спасиме. Доктор Ефетаи, како го оценувате процесот на вакцинација кој што се спроведува тука во салата во медицинското училиште во Тетово? Слободно би се пофалил дека во страна на општината средувањето на сето тоа што било потребно за да се функционира како што треба, тоа е наместено се. Персоналот медицинскиот здравствен дом е собран и организиран на тој начин да во 2 смени се покрие целиот број на пациенти кои што се во термините и ја мислам дека функционираме убаво. Така. Од медицински аспект, зошто е важно граѓаните да се вакцинираат против COVID-19? Па знаете, една од методите за да направиме долгорачен имунитет е вакцинацијата. Значи, вакцинацијата е внесување на субстанција која што ќе иницира производство на антитела и ние ќе имаме заштита ако евентуално се сретнеме со вистинскиот вирус. Така. Нели прво се прима една доза на вакцината, после колку време се прима втората доза? Моментално функционира вакцината Синофарм, пошто сите вакцини си имаат своји специфики. Вакцината Синофарм се дава во 2 дози, во размак од 21 до 28 дена. Значи, планирани се и дозите се резервирани за луѓето кои што веќе примаат. Така. Дали има контраиндикации или некои несакани ефекти кои што се појавија кај пациентите? Сега знаете, за секоја вакцина се избори, пак ќе речем за некои специфичности. Синофармот е една од најсигурните од мој аспект,
пошто е направен од инактивиран вирус, не е како другите вакцини и нема врска со пациенти кои што имаат коагулопатии, нели, прашуваме проблеми со крвта, тоа за Синофармот не се збори тоа. Можем да решам слободно дека една од најсигурните. Не дека тоа е за моментот, пошто ние боцкавме и со AstraZeneca, таму требавме да имаме внимание за крварење и за коагулација, така да мислам дека ако се прашува во однос дали сме имале нешто случка за моментот до после вакцинацијата, фала Богу да решам, се уште не сме имали ни една негативна реакција од вакцината. Така. А оние мали несакани ефекти како болка во раката, црвенило, како да се справат пациентите? Тоа се стои, значи ако евентуално се добие температура или грозница, се препорачува парацетамол. Субстанција не превентивно, само ако се развие нешто. И сугерираме ладни облози, или од ладна вода, или ладна крм, или се да биде стерилно, без алкохол, без такви други облози. Тоа се обично симптомите, некоја лесна малаксалост, замор, може да се јави, меѓутоа поминува за 2 дена, се стабилизира. Така. Кои се советите за сите кои што планираат да се вакцинираат? Дали има потребно некој подготвителен период пред да се приме вакцина? Ние имаме, значи, има правила кои што зборат кога си имаме право за вакцинација, кога мора да ја одложим вакцината. Едно од причините најчести е акутна инфекција, велиме ние, значи температура за тој ден, кога треба да се приме вакцинацијата, некој инфект, чекаме да се санира па да се приме. Како друга причина, да речеме луѓето што земаат нели цитостатици, кортикостероиди, имуносупресивни средства. И они во тој период не би требало да земат. Значи, интересно е дека Министерството за здравство прави термини, не знам со колку увид за пациентите. Меѓутоа тие пациенти ние ги решаваме тука кога доаѓаат. Они немаат доволно податоци за како пациент се работи, нели? Секој од нив има терапија, има некоја диагноза која што ја разјаснуваме после тука и им сугерираме дали да ја примат или да ја одлучат. Така. Една порака до гледачите, која вакцина како делува и дали сите се безбедни? Сега, ја ќе решам една реченица. Нека се прими таа вакцина која што е во оптек за моментот. Пошто сите ја имаат нели тенденцијата да не заштитат од интензивно заболување од ковид или пак од компликациите на ковид. Немаме друго решение. Ја така да, која вакцина да е, по мене во ред таа треба да се прими. Граѓаните кои што веќе го прележале вирусот прашуваат кога треба да ја примат вакцината, дали има одреден период кој треба да помине или не е ограничен? Да, значи ограничено. Ние велиме, нели, во тек на ковид инфекцијата се развиваат антитела, кои што може да се пратат лабораториски, меѓутоа ние велиме. Најмалку треба да поминат месец дена од последниот ден на изолација или на болест, за да може да се прими вакцина. ковид. Значи, веќе ако е прележан и завршила симптоматологијата и терапијата, може слободно да се приме вакцината. Која е возрастната група на лица кои што треба да ја примат вакцината? Нели на почеток се водеше сметка да се покријат постарата генерација, меѓутоа таа генерација сега како се симнува, голем број од нив веќе се вакцинирани. Границата е сега на 60 години некаде, со тенденција да оди надолу. Значи, сите возрасти веќе влегуваат во аптека. Инаку, минимумот на генерацијата треба да е 16 години. Така е именува, значи од 16 па нагоре. Прашањето ми беше дали после примена вакцина треба да се испитаат антитела? Да, значи, јас ќе се надоврзам дека првата доза не ја завршува работата за целосна имунизација, значи мора да ја почекаме и втората доза. Меѓутоа, од мерак луѓето си прават антитела месец дена после првата вакцина. Тука можам решам дека не е интензитетот на свајање на антитела висок кај вакцина, тоа се интензивира после примање на втората доза. И кога се проверуваат, значи антителата, тие веќе се во ниво некое што покажува дека имаме заштита. Така. И за крај една порака до гледачите? Порака до гледачите, вакцинирајте се што побрзо, пошто со вакцинирање си ствараме здравје за нас, за нашите што не опрежуваат, за нашите најблиски.
Во процесот на имунизација се вклучени и волонтери на Црвениот крст. Најпрво да ни се представиш и да ни кажеш како помагате вие во целиот овој процес. Јас сум Теона Милевска, значи учим у средното медицинско училиште, овдека сум член на Црвен крст и сега волонтирамо, ние помагамо, пополнуваме формулари, значи све што треба, како ќе се каже. Све со цел да се помогне. Вашата улога во овој цел процес? Значајноста на улогата е помошта, што помалце да се ствара гужва, побрзо да се заврши работата и да бидеме здрави. Јас сум Наташа Клепова Аврамовска, доаѓам од Министерството за здравство, Управа за електронско здравство, дел од тимот на Мој термин. Вакцинацијата во Тетово до сега тече безпрекорно. Населението се доаѓа на закажаниот термин. Некогаш има некој дел од пациентите кои што без закажан термин се обидуваат да дојдат дали од пратени од матичен доктор или меѓу нив, меѓутоа во последниве денови не ни се случуваат такви проблеми. Ќе апелирам до граѓаните да се дојдат во закажаниот термин за вакцинацијата, да може да не се одвива во најдобар тек и да не се случуваат гужви и доцнење на термините. Со тоа што сите пациенти кои што се пријавени на вакцинација МК се добиваат регуларен термин и во терминот може да дојдат во спортската сала на Средното медицинско училиште Никола Штейн и да бидат вакцинирани.